إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi idnillahi ta'ala ke продолжиме со едно ново поглавие на оваа изворедна книга, а тоа е книгата Китабу Таухид, книгата на монотеизмот, кој е задолжение за секој муслиман да имат знање за Аллаховиот таухид. Се тоа е причина поради што човекот е створен. Човекот е створен да го обожават еден единствен Аллах субханаху ва та'ала. Но тоа обожавање без друго стават услов да ти да го обожаваш Аллах субхана ва та'ала, е неопходно знаењето. Треба да имаш знање, треба да имаш познавање и да знаеш кого обожаваш, со што го обожаваш и зошто го обожаваш. Една од тие најизворедни книги кои се пишани во Таухид Ел-Улухија е токму оваа книга. Книгата на Китабу Таухид од авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Велит авторот: баб мин еш-ширк ен-назру ли гайриллах. Велит авторот поглавија: од ширкот е заветот за други освен Аллах. Правење завет за други освен Аллах. Велит шейх Салих Ал-Ушейх хафизахуллах, тука мине ширк. Од ширкот е правење завет за други освен Аллах. Вели шейх Салих Ал-Ушейх хафизахуллах дека тука е големиот ширк. Да правиш завет за други освен Аллах субхана ва та'ала, тоа е голем ширк. Што значи дека човекот го исфрлат од верата и тој ако умрит на тој ширк, за секогаш и вечито завршуваат во пеколот. За секогаш и вечито завршуваат во пеколот. Велит шейх Уthaymin рахимахуллах, правење завет за други освен Аллах, например, да прави завет за некој човек, да прави завет за некој мртов, да прави завет за некој пекамбер, да прави завет за некој гроб и слично. Да речит, јас се заветувам да постам или да правам курбан за овај гроб, или да постам толку дена за овај гроб се заветувам, или за овај пекамбер, или за мелекот Джибрил алейхиссалату вассалам. Ова е ширк. Ова е ширк, зошто? Заветот е ибадет. И ова е правило во таухидот. Секој едно дело кој се установуваат, кој се потврдуваат дека е тоа ибадет, не смееш да му го посветиш на никој други, освен само на Аллах субхана ва та'ала. Во моментот кога ти тоа дело, што е утврдено дека е ибадет, му го посветуваш на други освен Аллах субхана ва та'ала, ти правиш ширк. Ти правиш, ширк. Баракаллаху фикум. Потоа вели шейх Уthaymin рахимахуллах дека има разлика меѓу правење завет за Аллах субхана ва та'ала, но за да правиш гревови
i pravenje zavet za drugi osven Allah subhanahu wa ta'ala. Kako je to pravenje zavet za Allah, za da praviš grevovi? Da rečeš, znači, pravam zavet za Allah subhanahu wa ta'ala, večerva da ukradam, da kradiš, da lažiš, da praviš drugi raboti. Ova je haram, ova rabota. To je zavet što go praviš ti, se fakat. Znači, ti trebi da izvršiš posle toga, da go isplatiš nego. Da daješ, znači, da i daješ na 10 siromasni luge jadenja, ili da gi oblečiš, ili da oslobodiš jedan čovek od ropstva, ili tretata možnost je da postiš 3 dena. Znači, zavetot, pazite mnogo dobro, zavetot koji se pravi da se pravi za harami, to je se fakat, no zabrane to je ti je da go izvršiš. Znači, ne veliš ti, ja napravim zavet, ja mora da ukradam. Ne. Tebe ti je zabraneto da ukradeš, ili da izlažiš, ili drugi rabot da napraviš. No, trebi da isplatiš svega. A isplatovanje to je to, znači što napomnavme, 10 siromasni da i dadeš hrana, ili da gi oblečiš, ili osloboduvanje čovek od ropstva, ili pa 3 dena da postiš. A zavet pravenje za drugi, osven znači za Allah subhanahu wa ta'ala, to je znači, to opšto ne je za Allah. I to je širk. To je širk. I zato veli Šejh Uthejmin, rahimahullah, to je slično isto kako i zakolnuvanje to vo Allah subhanahu wa ta'ala za nešto koje je zabraneto. I zakolnuvanje to vo drugi osven Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ti da se zakolniš vo imena Allah subhanahu wa ta'ala za nekoja rabota što je zabraneta. Za nekoja laga. Ova je haram. Znači ovo je zabraneto ti je. A pogolemu od ova je da ti znači se kolniš za drugi osven Allah subhanahu wa ta'ala. Znači za drugi osven Allah subhanahu wa ta'ala. I zato velit Šejh Uthejmin rahimahullah, kako što ke vidimo od argumentите što gi imam napomnato тука авторот, се утврдува дека заветот, дека недзрун, дека тоа е ибадет и посветувањето на други го прави човекот мушрик. Го прави човекот, значи, мушрик. Од аргументите кои ги има спомнато авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, и Аллахови одговор, юфуна бин назар, оние ги исполнуваат нивните завети. Или нивниот завет. Значи го исполнуваат нивниот завет. Значи Аллах субхана ва таала ги пофалуваат оние луѓе кои го исполнуваат нивниот завет. Што значи пофалувањето од Аллах субхана ва таала за оние кои извршуваат завет, го исполнуваат заветот, односно фалењето, пофалувањето од Аллах субхана ва таала, значи дека таа работа е сакана кај Аллах субхана ва таала. И кога се утврдува дека е сакана, тоа се утврдува дека тоа е ибадет, и кога се утврдува дека е ибадет, тогаш е забрането му го посветиш на други, освен Аллах субхана ва таала. Зашто посветувањето на други, значи, те ваѓат од верата. Зашто, како што рече Шейх Салих ал-Шейх, е голем ширк. Е голем, значи, ширк. Потоа, алейкум салам, рахметуллах. Алейкум салам, рахметуллах. Потоа исто, велит Шейх Уthejmin, рахимахуллах, односно авторот Шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб, рахимахуллах, спомнува други аргумент, а тоа Аллаховиот говор: وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. И што ќе дадете за садака,
и што ќе исполнете од вашите завети, Аллах навистина знае. Значи, она што го давате за садака. И оние завети кои вие ги правите, навистина за тие работи има знање Аллах субханаху ва та'ала. Вели шейх Утемин рахимахуллах во Аллаховиот говор: "Фа инна Аллаха ја'ламу." Навистина Аллах субханаху ва та'ала за тие работи знае. Значи за садаката, конкретно тука во овој ајет, и за заветите. Вели шейх Утемин рахимахуллах, Аллах субханаху ва та'ала за сите работи и за сите дела кои ги прават неговите робови и створенија има знање и знајте. Значи тогаш кога се спомнува тука специфично за некои работи, дека Аллах има знаење за нив, овде значи фа инна Аллаха ја'ламу. Алейхи селам рахметуллах. Навистина Аллах субханаху ва та'ала знае. Значи овде знаењето кој се спомнуваат во овај ајет, тоа содржуваат дека тој човек кој ги прави овие дела напомнати кои се во ајетот, а тоа е давање на садаката и исполнување на заветите, за нив има награда. А кога има награда? Има награда кога е едно дело ибадет. Значи, треба да бидеме малце поконцентрирани. Значи, зошто тука се спомнува специфично знаењето? Зошто Аллах субханаху ва та'ала е сезнаен за сите дела и за сите работи кои ги прават неговите створенија и робови. Но тука се спомнуваат специфично дека Аллах субханаху ва та'ала знаат за садаката и за исполнувањето на заветите. Зошто? Зошто тоа се, значи, докажуваат, учиме и придобиваме дека оние луѓе кои даваат садака и оние луѓе кои ги исполнуваат нивните завети ќе бидат наградени. А награда не добиваш ти освен за нешто што е ибадет. Значи тоа се утврдува дека заветот е назар е ибадет. И ибадетот, како што напомнавме, не сме да му се посвети на никој други освен само на Аллах субханаху ва та'ала. Освен само на Аллах субханаху ва та'ала. Исто потоа спомнуваат шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах еден други хадис, а тој е во Бухари пренесет и во Муслим исто, od Aisha radijallahu anha anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. Во овој хадис вели пегамберот алейхи салату вассалам, кој прави завет за да биде покорен спрема Аллах субханаху ва та'ала, нека го изврши тој завет. А кој прави завет за да прави гревови спрема Аллах субханаху ва та'ала, нека не го извршува тој завет. Значи, кога ти правиш завет велиш, јас, значи, си правиш, значи, заветот е недар е, како што вели, значи, ветување шейх Салих ал-Фаузан, хафидахуллах, вели, значи, ти нешто да си задолжиш себе си, што не ти е тебе задолжно. Значи, тоа е заветот и ветувањето. Значи, нешто што не ти е задолжно, да си го задолжиш на себе си. Ако ти сега се заветуваш 10 дена да постиш, тогаш требите, зашто постот е од добрите дела. Од дела кои покажуваат покорност спрема Аллах субханаху ва та'ала. Тогаш треба ти тоа заветување и ветување да го исполниш, да го однесиш на место. Ама ти ако се заветиш сега да правиш кражби, да правиш други забранети работи харами, тогаш не смееш тој завет да го исполниш. Значи не смееш тој завет да го исполниш. Но, иако не смееш тој завет да го исполниш, но како што рековме малце претходно, треба да го исплатиш.
Значи тој завет за харам, завет за ќе правиш завет за да крадиш, за да лажиш, за други работи, овој завет се фаќат. Алейкум селам рахметуллах. Алейкум селам. Овој завет значи се фаќат. Ама не се извршуваат. Што значи се фаќат? Значи ти треба да го исплатиш него. Исплаќањето е 10 сиромасни да им дадеш за јадење, или да им дадеш облека, или да ослободиш човек од робство, или четвртата да постиш 3 дена. Завет значи за харам кога го правиш. Значи немој ти да мислиш да правив завет ветување за харам и нема никаква одговорност. Не. Одговорноста е ти требаш него да го исплатиш, а не смеш да го извршиш. Значи не да се кажуваш ти многу богобојазлив, велиш ја брат направив завет, сега мора да изврша ноческа да украда. Значи ова не е богобојазливост, ова е изигрување. Затоа значи за да не дојде до тие изигрувања, има во шеријатот вакви прописи. А тој пропис е го направи ти тој завет, тој се фаќа, а не го исполнуваш. Што значи се фаќа? Значи треба да правиш исплатување. 10 сиромасни да ги нахраниш, или облека да им даш, или да ослободиш човек од робство, или па 3 дена постиш. Ова е тоа, значи, се фаќат, а не се исполнуваат. Значи, заветот кој е за харам. А кој, значи, како што вели пегамберот алейхи салату ва салам, значи, кој прави завет, значи, за покорност спрема Аллах субхана ва таала, тогаш треба тоа да го исполнит. Ако не го исполнит, тогаш пак тој треба да плати таа отплата. Истата отплата како она што му се врзуваат, а не сме да го исполнит. Исто тука вели шех Утајмин рахимахуллах дека заветот, односно ветувањето, се фаќат и од кафир. Значи, ако некој кафир прави завет кога бил неверник, тој треба него, значи, да го исполни. Како што има Омар ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху направено. Омар ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху направи завет кога беше уште мушрик да една вечер е поминит во и'тикаф во Месџидул Харам. Кога влезе во исламот, го исполни овој завет. Значи, не се рече тогаш ти го имаш тој завет направено пред да станеш муслиман, сега тоа завршило. Не. Требаше, значи, му беше должност. Должност кој требаше да изврши и ја исполни таа должност. Друго меселе што се поврзува со заветот, а тоа е дали заветот се фаќат и од малите луѓе, односно малите деца, што не се возрасни. Имат алими кои велат, вели шех Утајмин рахимахуллах, дека еден број од алимите, неколку од нив велат, дека тој опфаќат и големите и малите. Ако едно мало дете, значи, прави завет, ветување, дека тој ќе пости или ќе дај садака 500 денари, тој треба, значи, тоа да го изврши. Е негова задолжност. Но повеќето алими велат дека тоа не ги опфаќат малолетните. Значи, повеќето алими, мислењето на повеќето алими е дека заветот, ако се случи од едно малолетно дете, тогаш тоа не му станува, значи, задолжност да го исполнит. Не му станува, значи, задолжност да го исполнит. Во хадисот се спомнуваат исто мен недара њути Аллах фалјути. Оној, значи, кој прави завет, недар, за да биде покорен спрема Аллах субхана ва таала, нека биде покорен, нека го исполни тој завет. Таатун на арапски. Таатун, покорност. Кога се спомнува, вели шех Утајмин рахимуллах, зборот таа на арапски на само, значи само зборот таатун, само, тогаш опфаќат овај збор извршување на наредбите и отстранување, држење далеку од забраните. Значи, таатун. Па се спомнува овај збор,
Значи извршување на наредбите и оддалечување од забраните. А кога се спомнуваат зборот таатун и маасијатун, покорност и грев, тогаш зборот покорност имат значење извршување на наредбите, а маасија да седење далеку, односно одстранување од гревовите. Значи, гледате во арапскиот јазик, кога идете еден збор сам, насамо, значи, кое значење земат, кога идете со други зборови, кое значење значи друго. Значи, ова работа само е во арапскиот јазик, баракаллаху фикум. И ова обавина. Но, како што спомнавме во минатиот дерс, имат алими кои заветот недер го гледаат дека е забранет. А има други алими што велат кој е мекро, значи не е пожелен, да се прави, не е пожелно. Но вели што Шейх Усаймин рахимахуллах, како е можно, а од тие алими што велат дека е харам, забранет заветот, е Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах. Но сега како е можно да велиме дека не е пожелно или дека е забрането да се прави завет, а во исто време потврдуваме дека имат хадиси и ајети кои утврдуваат дека заветот е ибадет. Значи, како можат алимиве сега, како е можно да алимиве да велат заветот е забранет или заветот не е пожелен, а во друга страна имаме аргументи кои утврдуваат дека заветот е ибадет. Ибадетот е работа што сакат Аллах субханаху ва таала. Тогаш како може да рече нешто што го сакат Аллах субханаху ва таала дека е забрането или непожелно? Вели Шейх Усаймин рахимахуллах, ние не велиме дека е забрането или непожелно исполнување на заветот. Но правење почетно на заветот, тоа е забрането или непосакано. Значи почетно склучување на завет, правење на завет, ова е непожелно. А кога ќе го склучиш вече, кога ќе го направиш, исполнувањето е тогаш ваџиб. Ако е за покорност. Ако е за покорност, ако е за харам, за гребови, тогаш не е ваџиб. Значи не велиш ти направи се завет за правам гребови, се и ми е ваџиб да ги извршат тие гребови, морат. Ова е забрането. Значи, свативте се, значи не се некој може да ти дојде како овие ваши вали ми велат дека е забрането заветот, а имат ајети кои тие луѓе што исполнуваат заветите се пофалуваат од Аллах субханаху ва таала. И велите ти спомнуваат хадис од Бухари. Кој прави завет да биде покорен спрема Аллах субханаху ва таала, нека го изврши. А вие велите како? Значи му објаснуваме дека ова се разбират почетното склучување на заветот, тоа е непожелно или харам. А веќе кога ќе го склучиш, кога ќе го правиш, тоа е ибадет и треба да го исполниш. Ми се чини дека е јасно. Зошто пекамбарот алейхи салату ва салам имат во еден хадис, значи што е во Сахих Муслим пренесет, кој вели во врска за заветот, за надар. Иннаху ла јати би хајрин, иннема јустахраджу бихе минел бахил. Заветот не иде со добро, или за добро. Заветот не иде за добро. Тој ваѓат од скржавиот. Значи, скржавиот прави завет. Значи, скржавиот, онај човек кој е скржав, тој мисли дека Аллах субханаху ва таала не му исполнува неговите барања, освен ако тој направи некои дела за Аллах субханаху ва таала. И за тие дела што ги направил тој сега, барат воспротивно да биде награден. И ова е лошо мислење за Аллах субханаху ва таала. Ако ти мислиш само Аллах субханаху ва таала ти дава тебе или мене или нас благодати и добриња
i risk. Samo ti, ako praviš zavet za Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je loše mišljenje za Allah subhanahu wa ta'ala, i kako še veli šejh Salih al-Šejh, deka šejhul Islam ibn Tejmija rahimahullah veli, deka ova veruvanje, vakva vrst na veruvanje je zabraneto. Da misliš ti take za Allah subhanahu wa ta'ala. Potom, veli šejh Salih al-Šejh, deka zavetot ima isto od drug aspekt gledano, od drugi, znači aspekt, od drugi agol gledano, dve kategorije, odnosno dva vrsta se. Ima zavet koji je neograničen i zavet koji je ograničen, odnosno so uslov. Neograničen zavet je ti da rečiš da si spraviš na sebe zavet bez nikakvo nešto da baraš od Allah subhanahu wa ta'ala. Naprimer, ti teknuva tebe daneska, veliš, ja za Allah subhanahu wa ta'ala ke posta 5 dena. I ne veliš, o Allah, ako mi ozdrajiš ti mene filana i filana, ako mi pomožiš, o Allah, da go pomina testo, da položa na ispiti, da položa za polaganje, ja ke drža pola mesec za tebe, ke posta. Ne, znači ti onake veliš, ja za Allah dajem se ke da, zavet praviš, 1000 denari. Bez, znači da baraš nešto prosprotivno. Ova je dozvoljeno, veli šejh Salih al-Šejh. I ova je, što pekamberot alejhi salatu vesselam go dozvolio. A onoj zavet, koji izlaga samo od skržlavijot, je vtorijot, što su uslov ograničen. A to se podrazbirat uslov ograničen, deka toj što pravi zavet da reči, o Allah, ako ti mene mi dadeš uspeh da položa na polagane za kola, ili da položa ispitite, ili da mi ozdraviš filana i filana, ili da me oženiš, ja stoga za tebe ke postam 1 mesec. Ovja zavet bil, znači, ovja zavet je to što je, znači, oskržavio i deka to, znači, ovaj nedar, znači, ovaj zavet, veli šejh Salih al-Šejh, hafidahullah, je, znači, makruh. Makruh, znači, nepoželjen. Nepoželjen. I veli šejh Salih al-Šejh, deka mnogo luge, naročito od obštestvото na muslimanita, prava dvakvi zaveti, ima dvakvi mislenja i ubeduvanja. A to je, ti misla deka ne se ispolnuva nivните baranja, освен ако ти е права завет за Allah subhanahu wa ta'ala. Значи, има дел од муслиманите што мислат така, значи, неговото барање, она што го посакува тој, не се исполнуваат се додека тој, значи, не прави завет за Allah subhanahu wa ta'ala, и ова е, значи, голема грешка. Ова е голема, значи, грешка и лошо мислење за Allah subhanahu wa ta'ala. И лошо мислење, значи, за Allah subhanahu wa ta'ala. Isto veli šejh Uthejmin rahimahullah. Дека многуте луѓе, голем број од луѓето, кои прават завети, на крај се пишмануваат. Се прават пишмани. Значи, се покајуваат, така речено. Значи, пишман се прави. И после тоа го гледаш, вели шейх Уthejmin рахимахуллах, како бараат тие излеса. Прашуваат филана, не па ја ваке мислев, ваке имав нијет, ја не знаев ова, не знаев. Значи, бараат сега како да се ослободат. Значи, бараат ослободување. Значи, затоа човекот, пред да прави тови работи, треба добро да мисли. Значи, треба добро да мисли. Баракаллаху фикум. И, значи, вели шейх Уthejmin рахимахуллах, и слушајте внимателно, дека оној инсан, оној човек,
кои не извршуваат покорност спрема Аллах субханаху ве таала, освен со кога прави завет тој или завети, значи оној инсан, оној човек кој не извршуваат покорности, значи не извршуваат ибадети спрема Аллах субханаху ве таала, освен кога прави завети, кога се ветуваат, ова значи дека не му таа, значи покорноста за него е тешка. Значи нему му е тешка покорноста. Синаче тој ако беше значи покорен спрема Аллах субханаху ве таала, тој ќе продолжеше во ибадет спрема Аллах субханаху ве таала и ако имаше потреба и подолго време, и дали ќе се исполнат нему тие барања или не, тоа е друга работа. Значи тој се наслонува на Аллах субханаху ве таала. И знајт дел од верувањето на Ахлу Сунна вал Џемаа е верувањето на ел-Кадар, на кадерот, на одредбата. Верувањето на одредбата од Аллах, значи одредба од Аллах субханаху ве таала, што значи? Дека она тебе што ти се случило, не си можел никогаш да го избегнеш. А она тебе што не ти се случило, не било за да ти се случи. Значи ова е од кадер. Верувањето во одредбата Аллахова. Значи она што тебе ти се случило, не си може да му избегнеш на тоа. Па и да се скриеше во најтемната дупка и пештера. Ке имаш да ти се случи тоа. А она што не ти се случило, иако може да си обарал ти да ти се случи, но не ти се случило, тоа не било да ти се случи тебе. Не било кадар за тебе. Иако да се соберат целото човечанство и инсови и джинови, не можат да ти го придонесат тоа. Зошто? Не било за тебе одредено. И кога ти живиш таков живот, живиш живот спокоен, живиш живот смирен. И затоа велит, значи, пегамберот алейхи салату вассалам, не се велит, кога нешто не ти се случува, ако направи ваке, може би ќе се случеше, ќе го успеав тоа. Зошто леу, и тоа ќе дојде во китабот Таухид, леу, значи ако јас правев тоа, ова му отворат вратата на шејтанот. Ти велиш, кога нешто не ти се случило, велиш, кадар Аллах ва ма ша фаал. Тоа беше Аллахова одредба и тој прави што сака тој. И затоа велит Аллах субханаху ва таала, тој не се прашуваат она што го работи тој, што го прави. Тој не се прашуваат. А тие ќе бидат прашани. Значи, кој ние? Ние ќе бидеме прашани. Значи, во еден хадис, велит пегамберот алейхи салату вассалам, аттати ссама, ва хукка лаха ан ту'ит. Небото крцкат небото. И велит пегамберот алейхи салату вассалам, нема во небото место на 4 прста, освен имат мелачина кои се паднати на сеџде за Аллах субханаху ва таала. Че ние не знаме со кога имаме работа. Ние сме уште, значи, на сон, во спиење. Значи, небото, вели шейх Салих ел-Фаузан, хафидахуллах, значи, јачината на небото, огромината на небото, но таа тежина што има на него тие многу бројни мелачина што никој не го знае бројот, освен Аллах субханаху ва таала, тоа крцкат. Пуштат гласови од него. И ова аттати сема, велат алимите, е исто како кога ќе го товариш едно животно на самарон. Самарон како прават крцкат од дрвата, така? Зошто од тежина? Така и небото крцкат од тежината на мелачината.
A kako je sa Allah subhanahu wa ta'ala? Koliko je ogroman Allah subhanahu wa ta'ala? I nije sad se dvoumime. Ke se klanjame ili neke se klanjame? Ke postime ili neke postime? Ke sledime sunnetot ili neke sledime sunnetot? Ke sledam pravi otpad ili ke sledam krivi otpad? Ovi su ogromni raboti, barakallahu fikum. Velit Šejh Uthejmin rahimahullah, onoj zavet što je so uslov, što go pravaš, znači ako je zavet, ako mi ozdraveš ovega, ili ako mi daješ toa, ili ako uspijem da pominam na testovi i tako natamu, zavet znači so uslov. To je od onije koje Allah subhanahu wa ta'ala ima spomnato u njegovata knjiga. A to je u suratu Teuba, ajet 75 do 77, koji veli Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. A imaš od njih, od munaficita vo Medina, rekao ti je, ako Allah nas ni daj to njegovite blagodati, znači ako ni daj, gledaš, pravenje zavet u uslov. Ako ni daj Allah nas, nije toga što davame sadaka i ke vidime dobri lugja. Znači, koga ke vidime dobri lugja? Ako ni daj blagodati, iako, znači ako ne daj toga što vidime ke davame sadaka i ke vidime dobri lugja. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Koga Allah subhanahu wa ta'ala im dade na njihov njegovite dobroti i blagodati, toga što je stana kako беше zborota, skržavi. Bahil, znači bahilu, toga što, znači koga im dade Allah ta'ala na njihov njegovite blagodati i dobroti, tije, ona što go rekao na početok, ke vidime sadakči, ke davame sadaka i ke vidime dobre luge, go zaboraja. Koga im dade Allah ta'ala nifo njegovite dobroti, toga štije, stana skržavi i se oddalečija. Mu je svrtija na Allahovata vera grbot. No poradi toga što napravija, znači što zaveti što napravija, što neki ispolnija, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. Togaš gi kazni Allah subhanahu wa ta'ala so nifak vo nivnite srca. So licemerije. Znači gi kazni da vo nivnite srca da imat licemerije. Nifak, munafiklog. Do denot, do deka ti da izlezat pred nego. Znači, zamisli, izlagaš i pred Allah Đelešanu, imaš nifak u tvojom srce. Što misliš ti? U Barabato taki ti vidit? Zošti taja kazna, zošti početno rekao, ako Allah ni dadi nas u njegovite dobroti i blagodati, ke vidime sadakči, ke davame sadaka i ke vidime dobri lugja. Koga Allah im dadi ki testira, da li se ti je vistinski iskrajni vo nivnite zaveti vetuvanja, izlagao te ka ne se iskrajni. Togaš beja kazneti. Togaš beja, znači, beja kazneti. Znači, zato avelit Šejh Uthejmin rahimahullah, ovoj ajet ne uči nas da budeme pažljivi. Znači, da pazime dobro što vađame nije od našite usti i što vetuvanja davame nije od našite usti i što zaveti pravime nije, znači, so našite, znači, usti. I velit Allah subhanahu wa ta'ala: Alam ja'lamu anna Allaha ja'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allaha allamul gujub. A ne zna li ti je deka Allah subhanahu wa ta'ala znajt nivnite tajnosti. Allah znajt nivnite tajnosti i nivnite razgovori koji gi imat. I deka Allah subhanahu wa ta'ala je znajac za skrišnoto, za gajbot. Znači, gajbot je gajb za nas, ne za Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, skrišnoto je skrišno za nas lugeto.
Не за Allah subhanahu wa ta'ala. Allah je allamul ghuyub, знаец за скришните работи. Баракаллаху фикум. Значи, затоа треба човекот да пазит што зборуваат, што кажуваат и што излагат од неговата уста. Зошто, како што велеше нашиот шех Абдул Бухари хафизахуллах во Медина, се додека не излага зборот од твојата уста, ти си собственик на тој збор. Кога излезе зборот од твојата уста, тој те поседува тебе. Зошто? Не можеш да речеш, значи ова не само сега за заветувањето, и за други работи. Значи тогаш не можеш да речеш ти, јас не го реков тоа, кога си го рекол. Значи затоа, пази, значи, што зборуваш. Пази, значи, што зборуваш. И мисли се добро. И на крај вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дека имат меселиња, значи како што се видна заклучоци на секое поглавие. Првото е задолжноста на извршувањето на заветот. Значи кога веќе ќе го направиш заветот, тогаш е задолжно, но ова е само, значи, ако се работи за работи кои се значи дозволени. Исто овде ова меселе што ќе ми избегнеше, шех Утемин рахимахуллах што го спомнуваат, дали заветот се фаќат само за ибадети кои во нивната суштина се ваџиб. Како е тоа? Значи, гледате, дерсовите се малце комплицирани, баракаллаху фикум. Значи, не се овие гачки кажувања, беше еден, дојде ваму, се смееше, играше и дерсот беше, сите го сватија. Не, ова е вера, брат. Ова е знање. Ако сакаш да учиш. И затоа вели шех Утемин рахимахуллах, Allah subhanahu wa ta'ala, значи му вели на Јахја алейхи салату вассалам, инна сенулqi алейке qawlan thaqila. Навистина ние тебе ќе те објавиме еден тежок збор. Значи, ова е тешко, не е лесно. Казалки, приказалки, беше ваке, излезе ваке, падна таму, се качи горе. Не. Овие работи треба да бидеш внимателен. И треба почипат. Што мислите ве, јас сум седнал сега пред вас ваке и готово си кажал по моје се. Удри. Не ова бара спремување. Некогаш со часови треба да се спремуваш. Значи ти тоа што ќе кажеш тука 1 сат, 40 минути, сат и пол, ти треба со сати да се спремиш, да се подготвиш. Ти не си Ибн Тејмија. Имаш толку голем багаж, се ноќ само отвораш книгата и продолжуваш. Значи некогаш требаш ти да земиш од 5-6 шејхови објаснување за да ти се разјасни меселето пубо. Читаш од еден шејх, го разбираш, ама не 100%, 20%. Од втори шејх, 30%, од третиот шејх 50%, четвртиот шејх 70%, и така, значи на крај излагаш до 80-90, па дури 100%. Па има потреба да му се молиш на Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ти го отвори срцето и разбирањето. Ние кога сме се молеле за вакви работи? Ние се молиме за пари, за работа, за дуњало. Ова е поважно. Да му се молиш на Allah subhanahu wa ta'ala, ти даде разбирање во верата. Зашто вели пегамберот алейхи салату вассалам, меј юридиллаху лаху хајран юфақихуху фид-дин. На кому му сакат Allah subhanahu wa ta'ala доброто, хајрот, му дава разбирање во верата. Ова е да ти сакат Allah ta'ala тебе доброто, хајрот. Да ти даде разбирање во верата. Баракаллаху фикум. Значи, дали се фаќат надар, заветот, само за ибадети кои во нивната суштина се ваџиб, задолжност, или се фаќат и за ибадети кои во нивната суштина се мустахаб? Како е тоа? Намазот, постот, хаџот и слично се ибадети кои во самата суштина него намазот е 5 вакти намази, се ваџиб, фарз, така? Постот исто така. Дали сега во овие вид на ибадети само се фаќат заветот? Значи да правиш завет само за намаз, да правиш завет за пост, да правиш завет за хаџ, да правиш завет за зека, за садака. Или па се фаќат заветот и за
dobrovoljni dela. Na primjer, učenje na znanje, prenesuvanje na znanje. Znači, ovo je dobrovoljno. No ti ako praviš сега завет, ако речеш ја права завет, вече заклучиме 10 поглавија од Китабот Таухид. Во суштина, гледано, ова дело, 10 поглавија да ги учиме вечерва, е мустахаб. Значи, не ти е тебе задолжно. Ама ти ако правиш завета, тогаш тебе ти е задолжно да ги учиш таа вечер, тие 10 поглавија. Значи, не е само во ибадети кои се во нивната суштина уаджиб, фарс. Како намазот, како хаджот и слично. И исто второто меселе, велит шейхот шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека кога се потврдува за едно дело, дека тоа е ибадет, тогаш посветувањето на тоа дело за други, освен Аллах субханаху ва таала, е ширк. Третата работа, и тоа е последната, дека заветот за харами не е дозволено да се изврши, да се исполни. Како што рекоме, се фаќат, се подразбира да даеш, значи, садака на 10 сиромасни, да ги даеш јадење, или да ја даеш облека, или да ослободиш човек од робство, или па да постиш 3 дена. Значи, се фаќат, тоа значи, а не се исполнуваат. Баракаллаху фикум. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.